Владата до Собранието на Република Македонија предложи закон со кој се уредува постапката за вработување на 100 најдобри дипломирани студенти од прв циклус на студии или студиски програми кои се реализираат интегрирано низ првиот и вториот циклус на студии на еден од 5 најдобро рангирани јавни универзитети во Република Македонија во институциите на јавниот сектор. Според предложеното законско решение кое е влезено во собраниска процедура, оваа мерка откако ќе биде изгласана од пратениците, владата најдоцна до 15 јули во тековната година донесува одлука за објавување на јавен оглас за вработување на најдобрите студенти, кои студиите ги завршиле во периодот од 15 јули во претходната година. Министерството за информатичко општество по донесувањето на одлуката во рок од 15 дена ќе определи во кои институции колку вработени ќе бидат распределени, при што ќе биде објавен и огласот за вработување на овие студенти. Во однос на бројот на студенти што ќе бидат вработени од секој од 5 најдобро рангирани универзитети, како посебен критериум ќе се зема тоа колку високо е рангиран проектот, односно колку подобро е рангиран универзитетот, толку повеќе нивни студенти ќе се вработуваат. Така од прворангираниот универзитет ќе се вработуваат по 30 студенти, од вториот 25, од третиот 20 и така натаму. На јавниот оглас може да се јави секој заинтересиран кандидат, кој во тековната година има завршено прв циклус универзитетски студии или студиски програми кои се реализираат интегрирано низ првиот и вториот циклус на студии со просечен успех над 9,5. Исто така како критериум се зема и тоа колку испити студентот има положено кај професор кој што има повеќе од 2 труда, објавени во списанија со импакт фактор. За имплементацијата на овој закон треба да се обезбедат дополнителни средства од буџетот на Република Македонија во износ 103,1 милиони денари годишно за 100 нови вработени. Инаку мерката за вработување на 100 најдобри дипломирани студенти на еден од 5 најдобри универзитети на почетокот на годинава ја најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој при промоцијата истакна дека секоја инвестиција во младите луѓе е инвестиција во својата иднина и во обезбедување на капитал кој е трајна вредност која се исплати неколкукратно.